Почитувани гледачи, добар ден. Вторник, време е за медицинско катче. Што е шум на срце? Колку се чести срцевите мани кај децата? Колку од нив на време се откриваат? Утрово на оваа тема зборуваме со доктор Бети Ѓуркова-Ангеловска, специјалист педијатар од приватната болница Аџибадем Систина. Докторка, добар ден. Добар ден, да ви се заблагодарам за поканата и да ги поздравам гледачите. Се надевам дека информациите кои што ќе ги кажам ќе бидат корисни за сите. Така. Најавив дел за она што ќе зборуваме денес, тоа се вродените срцеви мани кај деца. Народски постојано слушаме, нели, детево е родено со шум на срце. Ајде најпрво да објасниме што представува шумот на срце и колку е битен скринингот кај фетусите и кај новороденчињата, нели, од кардиолошки аспект. Срцев шум е звучен феномен кој што го слуша педијатарот на аускултација, значи со слушалки. Тој звучен феномен се должи на струење на крвта низ валвулите или поминување низ отвори, така што ние педијатрите можеме уште на аускултација да направиме разлика. Дали станува збор за функционален шум, значи невин, или аноргански шум, или шум кој што се должи на вродена срцева мана. Вродените срцеви мани се најчести вродени мани кај новороденчињата. Ако 2 до 4% од сите новородени имаат вродени мани, тогаш, значи, најголемиот број од нив се должат на вродени срцеви мани. Или малце ќе баратам со епидемиолошки показатели, 8 до 9 новороденчиња на 1000 новородени, живородени новороденчиња имаат вродена срцева мана. Меѓутоа, овој број, кој што велиме дека е инциденца или зачестеност, варира така да за различни региони и за различни вродени срцеви мани. Вродените срцеви мани можат да бидат тешки, средно тешки или лесни. Од овој процент, значи 8 новородени на 1000 новородени, 1 до 4 од тие новородени имаат тешка или критична вродена срцева мана, а велиме дека критични вродени срцеви мани се оние срцеви мани кај кои што треба да се направи интервенција, интервентна или хирушка во првите 28 дена од животот. Од таму произлегува и значењето на неонаталниот скрининг за вродени срцеви мани. Скрининг, ќе ја кажам сега и дефиницијата, за да им биде, значи? За да им биде на слушателите појасно, е постапка со која што се откриваат одредени болести во одредена популација. Популацијата во овој случај се новородените. Болеста која што се открива се вродените срцеви мани, пред да се пројават одредени симптоми. Значи, тоа е еден преглед на сите новороденчиња за да ги утврдиме и да ги откриеме тие што се со критични вродени срцеви мани и тие кои што понатака треба да се следат. Меѓутоа, ќе кажам дека сепак скринингот за вродени срцеви мани започнува уште во пренаталниот период, кога се уште е фетус. Кога се уште, значи, новороденчето е фетус, бидејќи во текот на прегледите има прегледи со кои што се откриваат и кои што се скрининг прегледи за вродени срцеви мани. Кажав дека вродените срцеви мани се најчестите, значи 8 деца на 1000 живородени деца имаат вродени срцеви мани. Тоа е една просечна бројка. Има лесни срцеви мани кои што... Така, ајде да направиме класификација тука кои се... Лесни срцеви мани чија што инциденца или зачестеност е многу поголема. Тоа се бикуспидна аортна валвула, или за гледачите да разберат, тоа е аортната валвула наместо 3 ливчиња има 2 ливчиња, со кое што може да се живее и да има нормален животен век поединката. Потоа, значи, лесна пулмонална стеноза на пулмоналната валвула,
мал отвор на интератриалниот септум. Значи, инциденцата ќе зависи од типот на вродената срцева мана, ќе зависи, се разбира, од техниката која што е примената во неонаталниот скрининг за откривање на вродена срцева мана. Ехокардиографскиот преглед е најсензитивната метода која што се применува кај новороденчињата за да се открие вродена срцева мана. Така да процентот на неоткриени новороденчиња со вродена срцева мана и на тие со лесна вродена срцева мана би требало да биде многу мал. Меѓутоа, се надевам дека во тек на следните прегледи кај педијатарот неонатолог, значи, тоа може да се открие. Чести задоволство ми е да кажам дека во болницата во која што работам, во Аџибадем Систина, почнавме да го спроведуваме неонаталниот скрининг за вродени срцеви мани со ехокардиографски преглед. Исто така, од значење е да кажам дека прегледот спаѓа во пакетот за трудниците, за пороѓај, така да нема дополнителни средства за неонаталниот скрининг кој што би требало да биде натовар на фамилијата. Така. Кога сме веќе кај срцевите мани, кажете ми, има ли новороденчето некакви симптоми по кои што може кардиологот, педијатар да утврди дека станува збор за нешто вродено? Неонаталниот скрининг целта е да го откриеме новороденото уште пред да се појават клинички знаци. Меѓутоа, точно да одговорам или прецизно на вашето прашање, по тоа што ќе го препознаеме прво на аускултација, на преслушување се слуша систолен шум или шум. Шумот има карактеристики на органски шум, значи педијатарот ќе го упати дека станува збор за вродена срцева мана. Од друга страна, тие новороденчиња послабо напредуваат, забрзано дишат, пообилно се потат. И тие се знаци кои што треба да му укажат на педијатарот, кој што е матичен лекар на новороденото, дека треба да се направи ехокардиографски преглед. Так. Значењето на ехокардиографскиот преглед значи е голем, заради тоа што можеме да ги откриеме и срцевите мани кои што во првите 3 месеци од животот условно речено не представуваат срцеви мани. Тоа се фетални комуникации, ние ги го употребуваме изразот фетални комуникации, со кои што перзистираат кај фетусот, меѓутоа по раѓањето тие фетални комуникации треба да се затворат. Таква е физиологијата на феталната циркулација и после адаптацијата во надворешните услови за живот. Меѓутоа, ако тие фетални комуникации не се затворат, тоа е после 3-тиот месец од раѓањето, тогаш тие стануваат срцеви мани и тие треба понатака да се следат. Затоа, значи, ехокардиографскиот скрининг е важен и од тој аспект. Так. Значи, можеме да ги откриеме срцевите мани, значи лесните срцеви мани кои што понатака треба да се следат. А ако има потреба понатака во животот ќе се интервенира, ако нема потреба, најчесто тие имаат нормален животен век и потребно е само следење. Так, тоа ми беше и следното прашање, како се лекуваат доколку се откријат, одговоривте на дел од прашањето, меѓутоа тука е многу битно да им посочиме на гледачите дека во Систина има еден цел затворен систем, нели, по откривање, по раѓање, веќе се интервенира понатаму во склоп на болницата. И тука можеме да кажеме дали се случува да се оперира фетус или исклучиво кога станува збор за срцева мана се оперира новороденче? Добро е што во истата болница, вие како што рековте затворен систем, постои акушерија, значи има акушери кои што се занимаваат со откривање на вродени срцеви мани. Тука сме ние педијатрите, кардиолози, кои што после раѓањето, веднаш кај тој фетус, а сега новородено е поставено сомнение, го прегледуваме,
И доколку станува збор за критична вродена срцева мана, тоа се значи вродени срцеви мани кои што најчесто се манифестираат со цианоза или модрило во првите часови после раѓањето, веднаш во тој затворен систем се упатуваат на педиатриска кардиохирургија, каде што се спроведуваат соодветни протоколи со медикаменти, хирушки постапки и интервентни постапки со цел да се направи, да се преброди тој период и да се спреми новороденото или поединката за понатамошна интервенција, односно да му се овозможи преживување на тој период, или постојат вродени срцеви мани кои што се критични, меѓутоа кај кои што со една хирушка постапка значи се завршува се завршува постапката и тие понатака не им следуваат нови хирушки интервенции, туку имаат нормален животен век. Ова што го кажувам е прво моје задоволство, кое што е ради тоа што ја работам оваа работа, а второ со тоа што можеме брзо да реагираме. И после тоа, задоволството е на сите што ги гледаме тие деца здрави, значи имаат нормален квалитет на живот и можат да го живеат детскиот живот со сите радости. Така. Кога сме веќе кај продолжувањето на животот, ајде една успешна приказна, имате долгогодишно искуство кога сте мислеле дека има тешка аномалија вродена, а сега детето е веќе повозрасен човек или е полнолетно. Какво е тука задоволството на лекарот кој што е? Поголемо задоволство нема. Значи, поголемо задоволство нема. Задоволството, значи, е мое и се разбира дека е задоволството на сите лекари кои што ги лекуваат тие деца. Едноставно, значи, ние правиме се за да преживее во првите, значи, во тие први 28 дена новороденото со критична вродена срцева мана. Ако се заврши со една операција, тоа зависи од вродената срцева мана, тогаш тоа дете е здраво, треба понатака само да се следи. А ако треба, пошто има и хирушки интервенции во кои што се опфаќаат повеќе етапи, кога ќе поминат, значи, тие етапи, кога ќе ги гледаме на контрола децата, едноставно сме многу среќни. Значи, таа среќа за мене трае околу 30 на години. Так. И се надевам дека уште многу години ќе бидам среќна кој ќе ги гледам тие деца, кои што поминале, значи, низ моите раце. Така. Докторка, за крај на интервјуто, еве една порака до сите идни мајки, да ги охрабриме на некој начин дека и доколку кај нивниот фетус се види некаква срцева мана, дека не треба да се уплашени, дека сето тоа може да се реши позитивно на крајот на денот и дека нивните новороденчиња утре стануваат здрави луѓе. Со напредокот на медицината нема нешто што не може да се реши, така да би ги советувала идните мајки редовно да ги посетуваат своите гинеколози и акушери, да се породат тамо каде што мислат дека ќе добијат најдобра нега, се разбира да ги слушаат педиатрите и во случај да постои забелешка од страна на педијатарот дека постои шум, секое дете, без оглед на тоа дали станува збор за функционален шум или за органски шум, треба да биде еднаш тоа дете прегледано. Така. Доколку, значи, се породувањето решат да се породат во болницата Аџи-Бадем Систина, тогаш секое новородено ќе биде прегледано со ехокардиографски, значи, со ехокардиографски апарат, така да мислам дека треба да бидат спокојни и да ги слушаат советите и на акушерите и на педиатрите. И уште еднаш за крај на интервјуто, вашето искуство што кажува? Дали се зголемува зачестеноста на деца кои што се раѓаат со вродени срцеви мани и каква е состојбата во односот пред 10 години, па и 20? И која е причината, нели, доколку има зголемување или намалување?
по тоа што читам и ги читам студиите, значи каде што кои што се прават во поголемите земји, инциденцата или зачестеноста на вродените срцеви мани е значи бројот на новородените кои што се раѓаат со вродени срцеви мани, не кажав дека годишно, значи на светско ниво 1,5 милион новородени имаат вродена срцева мана. Тој број е релативно стабилен. Тоа значи дека не претрпува големи промени. Так. Меѓутоа, од друга страна, значи зависи од географското подрачје, зависи од техниките кои што се применуваат за пренатален и постнатален скрининг, а исто така, значи зависи и од факторите на средината. Од генетските фактори, факторите на средината имаат големо значење. Со ова ново модерно време во кое што живееме, факторите на средината имаат, значи, уште поголемо значење, затоа што значи има мајки кои што примаат лекови, кои што применуваат, значи, некои средства, било, значи, да се тоа од страна на алтернативна медицина или од медикаментозни причини, така да после, значи, начинот на исхраната, електромагнетните зрачења, загадувањето, значи тоа се фактори кои што влијаат на појава на вродени срцеви мани. Со еден збор би кажала дека вродените срцеви мани појавувањето е мултифакториелно. Тоа значи зависи од генетските фактори и од факторите на средината. Точно кој фактор ќе биде пресуден да се појави вродена срцева мана, тоа не би можело да кажам, меѓутоа можам да кажам дека вродените срцеви мани со голема сигурност, значи можеме да ги откриеме постнатално, особено тоа го кажувам за оние што се критични вродени срцеви мани, кај кои што треба да се направи интервенција за преживување на новороденото во првите 28 дена. Така. Доктор Ѓуркова Ангеловска, ви благодарам многу за гостувањето во Слободен печат. Се надевам дека дадовме одговори и на сегашните, меѓутоа и на идните родители околу срцевите мани. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат, следите го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.